what do you need? Oh, stand up on your 2 feet, baby. That's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel. It's time to show improvement, go move, do what you gotta do what you gotta do. So, standing on your 2 knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your 2 feet, baby. That's how it's got to be. Na 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 na. Другари и другарки, не беше вако планирано Сара Спирковска, ама добре не дојде. Добре те најдов. Че ме дојдеше ептен оборабил, че бев 2 пати дека ти слушав цела да ја испреш, навистина ме растопи првиот пат и вториот пат почнав да се растопувам. Имавме една проба, да. Неверојатно ме изненади со пејачкиве вештини. Фала ти. И јас се изненадувам од ден во ден. Значи напредуваш секој ден и шокираш во позитивен начин со секое појавување. Фала. И некој, за тие што не зна актерка, не вработена. Не вработена. Да ја вработите. Да, ме вработите. Треба да ја вработите. Треба да живее нешто. Мислам, навистина нема смисла да еден дипломиран актер кој се од Прилеп, кај што театар е со дефицит на актери во моментов, едно девојче да заработува од шо? Се нешто. Шо беше тоа собирање податоци на компјутер, не онлайн, да. нешто фриленсинг? Ништо, си барам податоци за health системи, доктори, такви ствари. Америчка фирма, тотално нешто неповрзано со... Снимаме! Не е проблем. Тотално нешто неповрзано со она што сум го учела. Да. Што се мора, се мора. Што се мора, се мора. Сега моментално играш во Стапица за глувци во Прилепски театар и во Скопје влезе од скоро како замена во Види летам. Вандерлен театар што ја работеше, да ја заменувам мојата колешка Драгана. И многу сум стрекна. Тоа е супер за еден млад актер, стално кога има нов ангажман, без разлика дали е на замена или не. Сега веќе имаш искуство и со државен театар и со, да речеме, еден го нарекуваме партизанско работење или во држави како наши што се приватното занимавање со театар, што повеќе те инспирира? Дефинитивно некако поголема слобода чувствувам дека имам да речам во тој независен театар. Си има и таму и плюс и минус. Сега ваму баш како што кажа е партизански, не се баш толку идеални условите, меѓутоа сето тоа води па до еден многу поразличен и можеби и подобар продукт. Се докажало веќе неколку пати. А во институционален театар па исто е, не знам, убаво е да си имаш матична куќа, свој дом, некаде кај што мислиш дека и знаеш дека припаѓаш. Се надевам ќе си го најдам тој дом. Која представа ти беше во Стапица за глувци играше? Значи прва професионална представа ти е Клетници, да? Не? Прва ми е Хамлет од Долна Мрдуша. Ама тоа беше во периодот, не бе во држава, така да ти е... Ама јас уште не бев студентка тогаш. Така. Беше таа, па беше сонувачот, купувачот и уште нешто, таа Игор Трпче ја правеше. После беше Клетници, кај што ни е нашата прва представа заедничка. И моја последна представа. Мора да има уште. Живи здрави. Мора да има уште. Живи здрави. И после тоа
клетници, заминав на студии, се вратив, пак се вратив кај Мартин, во Декамерон. Во Декамерон, так. Да, по Декамерон, аудиција на Владимир Мелчин. Аудиција исто ти е се уште активна представа, ја активна гледав и представа, незе, да. со бас со Даниела Ивановска ја разговаравме, мислам дека е исклучително сериозна представа, исклучително сериозен текст и третира многу сериозни теми и болни теми. така. И треба такви представи, кои што ќе не Па удират така, од сите земја. се размислуваме, еве, дали сме за Јапонија или да останеме тука, тешко. Така, ти Да, си многу ура. млада. Се гледаш овдека понатаму да градиш кариера, да работиш или ситуација кога ја се перцепираш, гледаш театрите како функционираат, лета мозокот некаде надолу. Мислам дека за еден актер е најдрагоцено да игра на својот мајчин јазик. Затоа и кај и да отидам на проект или било што, пак тука ми е домот. Јас тука си го гледам домот. Секако би сакала и надвор да играм кај нашите соседи кои се многу понапред еве од нас, србите. Па не се нешто многу понапред. Па, работат. Не, од нас на нашава професија. Па, не. Работат, снимаат, Тоа кај нас да, нема затоа ништо. што едноставно си има државни интервенции сериозно многу за снимање и тоа е една добра страна која е Да. добра работа што ја прави државата таму. А инаку мислам дека повеќе се прави таму, барем последниве 15 на години, толку многу се вложува во тие работи, баш за таа фела да се држи мирна, да не протестира, едноставно да снимат многу, заработуваат многу и да не се занимаваат со реалните проблеми, што реално треба еден уметник да го прави. Мислам дека таму Да. државата го најде супер балансот на тоа како да ги смири тие умови. Да, не сум го размислувала ова од ваков аспект. Може би си го Ти си многу право. млада, се случуваше и кај нас тоа. Кога? Ќе ти кажам насам. Многу си млада, неќам да ги отварам овие теми со тебе. Да ме депримираш од сега? Те прашав дали јасно е дека е најдобро да играш на својот мајчин јазик. Дали размислуваш воопшто за селење од држава? Оти 2 години да си дипломиран и да работиш друга работа, сега на крајот ќе речеш подобра надвор, че работа ми става за повеќе пари, кога не работа веќе на сцена. Да, меѓутоа јас уште не сум откажана од мојата професија, она што сум го учила, она што сакам да го работам. И сега глупаво е да се каже си давам фора, не знам, оволку или онолку години, меѓутоа дури имам сила би гурала да си го остварам сонат. И сега, Боже мој, некогаш екзистенцијата те стиска толку јако. Па затоа најверојатно и уметниците сме најголеми лудаци, најдолго време пробуваме да направиме нешто со дури кога знаеш дека шансите се ептени минимални и знаеме да одиме со глава во зид. Да, ама па не знам, вака сум си размислувала, еве што друго гледам сега, дечкиве сите финки, викам, Боже, попаметни се децава од мене, од сите ние што сме се одлучиле еве за глума да учиме, ама па нема нешто друго што толку ме возбудува и не ми е гајле дали ќе имам нешто да јадам или не. Некако тоа Супер е, ти си во таа фаза од животот. Во таа фаза сум, познаеш што Што не ти е гајле дали ќе имаш да јадеш или не, ама иди еден период во животот кој што чисто тоа како живееш, што јадеш и така натаму ти зависи како функционираш. Точно, си го размислувам. Кога си во рани 20, знаеш како вика, можеш да се журкаш до 6 сабајле, да се стушираш и да продолжиш со работа. Баш периодов такви некои мисли ми поминуваат, ќе помине еден друг, ќе те утеши, чекај, само 2 години си дипломирана, ама 26 имам, не се ни многу, не се ни малку. Веќе се години кај што сепак сакаш да се стабилизираш, да се стационираш некаде, да можеш понатака да градиш семејство или што и да е понатака. Што и да е, да реш треба кој да имаш каков избор да снима и стабилен живот, тоа не се сепак малку години, не се многу, ама не се ни малку. И сега кога ќе кажат чекај редот пред тебе има многу што чекаат, ама редов изгубен, нема ред.
Нема ред. Нема ред. Којој ред се случуваше во Прилепски театар и преку ред да се случува некои работи, се случуваше да... И сега се случуваат, да. Така Веќе да одамна колку 10 години нема во Прилепски театар. Илија Волчевски е 10 години дипломиран. Тоа е најтолерантниот дечко што сум го запознала во животот и алелга му е. Неговата лудост нема граници. Неговата лудост нема граници и секоја чест за издржливоста. Трпение, боже мој, леле, викам пола да имам од неговото трпение. Да се задржам на едно место како што тој се има задржано тука на Прилепски театар и мислам дека ќе е штета ако... Мислам, веќе му е нанесена огромна штета, а веќе ќе е штета ако нели не го вработат. Тоа е неопростливо. Прво ќе тргнам, не знам, од внатрешната екипа ако би дозволила нешто такво. Затоа што 10 години диша на таа сцена заедно со него, а тек и после од дете, тој да, преку младински тек после и на сите државни институции кои што донесуваат некакви одлуки во однос на тие вработувања. Ајде да го смениме малку муабетот за театар, ќе те вратам па таму, има некои работи, само сакам да смениме за да си играме да има малку промена на атмосферата. Ако ќе зборувам особено со актери за театар, некако тешко станува атмосфера затоа што реално и не можеш да се правиме лудаци дека се сјајно и розови, вие живеете супер, дека може да се живее со хонорарчето, 2 представи годишно. Сакав да те прашам, неодамна имаше концертче, свирка. Првото мое. Ова ми е второ, во Оро радио. Скопје Оро радио. Како дојде до приказка? Дечкото Славјан, кој што исто така доста партизански, со голема љубов за уметност и поддршка на млади уметници, отвори едно така мало кафуле, каде што исто така угостува луѓе како мене, каде што ги промовира нивното дело и така некако врти тој цел круг и ние уште од претходно, не знам никако, некако преку некој заеднички пријател се имавме запознаено и имав споделувано на стори напати видеа кај што пеам и така и ми пиша. И тоа ми беше така прво искуство пред луѓе да пеам. Сум пеела на представи, ама ова беше настап од различен тип. Прво викам, леле, 10 песни, викам, јас нема да можам да ги издржам, немам кондиција толку. Пеам, јас уште сакам. Тоа било некоја зараза. Неверојатно е чувството, неверојатно е чувството. Јас не сум пејаче, поминав долго време со свирење и јас кој имав стално тој момент кој почнав, дали ќе издржам цела свирка. Мрза сум, во принцип не вежбам многу, знаеш, пробите ни беа онака многу, повеќе дружење него проби, да се работеше, ама место да свириш 3 сати, например, кај што треба на за фреканција да издржиш после тоа свирка, ние пола сат посвири, пола сат пауза за цигара, пола сат посвири, пола сат муабет, па ќе се расправаш за нешто, која песна да ја работиш и така натаму, ама кој ќе поидеш во кафеч, особено кога веќе после втора, трета свирка, почнувам дека се полна кафичите и знаеш дека иде за тебе. Иде за тебе, да. И возбуда и поразлично од колку театарска представа. Скрос различно. Различно е, некако тука си ти си. Да. Не си ликот, ти си. Леле, викам прв пат да се представам пред некој да правам јас нешто од моје име. Јас сум Сара. Сега тука. Може би имало по нешто такво, ама не од ваков тип. И така ми беше, има возбуда многу, ама баш убаво. Мене дори повеќе ми се бендисува, ми е поубаво дори свирам него, дори сум на сцена. Имам, тај чудото од музика е, чудото од уметност наречена музика е неверојатна магија. Да. Неспоредливо е. Неспоредливо. Не знам јас дали би можела така да ги споредам, ама да, дефинитивно. Значи, во театарот е инкорпорирана музиката, ама како што рече, таму играш лик, скриен си позади некоја маска. А дека си ти гол, повелете. Така, да. И чувството е преубаво. И велиш,
Прво мислеше 10 многу, ама после малку. После малку. И следна свирка кога? Следна свирка со тебе. Со мене? Да, ја договарам одамна, мора да се случи. Мора да се случи. Треба да само да знаеш дека не треба не 10, околу 35-6. Веќе ова може да ја предизвика. Па види се, ако не земам за пола сат гитара, и земам за 2,5 сати. Ама барам проби, нема мрза. Не, Барам проби. проби дефинитивно, без проби не... Јас не сум мрзелива за проби, дури и трујам. Не, без проби ништо не се прави во живота, дури една песна да треба да отпееш во емисија, се прави проба и тој вика, не за џабе Станиславски напишал проба моја љубов. Да. И затоа секој уметник, особено сценски, треба да си ја засака пробата, за после изведбата да му види играчка, да ужива и во неја. Затоа што низ пробите ретко само тој што поминал низ тие процеси, знае колку може да биде фрустрирачки. Исто и музички и во театар. Да. Че има моменти кај што едноставно не оди. Да. И тоа може да траи со денај. А ти имаш некаков дедлайн. И така, да. Ама па и во тоа има така уживање. Да научиш да уживаш во малце, справувањето со фрустрацијата. Тоа е да научиш да уживаш во тоа, да си спремен дека нема да оди се како по вода. Ти знаеш, многу е лесно кога ќе научиш што е лесно. Да научиш да свириш еден инструмент, особено китара, друг не свирам, има и мултиинструменталисти, па кои што моди многу полесно. А првите месеци се многу фрустрирачки. Сигурно. Многу фрустрирачки. Исто е пеењето. Не можеш. Да, и оставаш. Се си носи. После кога ќе го вида готовиот производ, тај што е лесно. Да, многу супер е. Да. Инаку оваа песна ја пеев на приемниот на ФДУ и ја научив да ја свирам на клавир. Да? Дејан, Деки Трајковски. Тој ме научи да ја свирам и седнувам таму, вака прстето ми играше, на приемен, што тремаш од стрес. Леле, викам, не е лесно. Стварно не е лесно, се намачив да ја научам. Една песна, тек, нели? Јас кога бев на приемен не ме оставија да користам инструмент. Ми свираја на пијано и се пее. Ама јас си носам гитара. Не може. А инаку кога станува збор вака за музика, имам некоја таква љубов, особено во представите на Мартин, знае да соработува најчесто со Фолтин. Прво беше нели за клетници со цел Фолтин, па после беше само со брадата во Декамерон. И најчесто така и Мартин ги прави представите, од било што сака музика да направи. И сега било кој ќе се гениални за тоа да направат било што музика, од се да направи инструмент. И му ја зедов пијаниката на брадата сега за Декамерон. И го снимив, ме седна, ме научи там колку беа 2 песни, една или 2 песни што ги имаше во представата и ги научив да ги свирам на тоа. Секогаш така се паќам за нешто и одам и трујам. И прво нормално на почеток беше, ама не знаеш, земи нешто како и сите лажици, нешто тропај. Не, сакам. Така да секогаш сум си задавала такви некои предизвици. Делуваш како човек кој што сака да учи. Па да. Како се вика, да речем бубалица, ама во најпозитивната смисла на збор. Едноставно сакаш да учиш и да сакаш предизвици. Да. И тоа е неверојатна даденост да ја имаш, особено кога се занимаваш со уметност. Уметниците во главно се мрзи. Ретко кој е онака баш супер работи. Ретки сте. Не знам, мене тоа ми ја зачинува некако работата и поинтересно ми стана. Ама затоа се секоја појава поизненадуваш позитивно. Фала ти. И затоа растеш многу брзо, оти си работник. Фала ти. Си го сватила, тоа си го разбрала и тоа е неверојатно. И сега сама околу музиката се врати кај театара преку представите на Мартин. Се нек имаше објавено едно стори со една зграда кафена. Шо е тоа? Зграда кафена? Да. Некоја вест беше вака, требало да се гради некоја кафена зграда.
новиот театар. Да, значи, имаше јас уште си се надевам, вие може сте се надевали уназад не знам колку години, мене ми е пресно, јас си се надевам. Мене ми е прв пат, ама мене ќе ми се оствари. Јас сакам така да верувам, мене ќе ми се оствари. Мене ќе ми се случи. Од срце ти посакувам да ти се оствари. И со Даниела некни го правихме муавет и рекавме овај пат нека не зафркна. Сега не веруваме, тогаш верувавме не зафркна, и сега не веруваме па да не зафркна. Да го направи. Навистина многу од наслушна потреба и пред се ви треба човечки, тоест на Прилепски театар му треба глумци. Така да дури кога града сигурно нема да се изгради во не знам, утре да го почнат, нема да се изгради во наредните 3 години, така да во тие 3 години нека ве работа прво, за кој ќе го изграда, да има кој да влези внатре. Така. Да биде на сериозна голема екипа. Дај Боже. Да пробаат овие кои што се на договори надвор од Прилеп, кои што имат по Велес, по Тетово, по Куманово мислам дека нема, по приватни театри. Мислам дека за еден театар кој што има моментално 11 души само, не треба да тргне во таков поход да си ги собере сите прилепчани. Ма и веќе и тие се изморени, се истрошени, се не е уметноста, така ајде стани, направи. Се празни човек, треба да се одмори. Па и малку да се разменат. Јас за МТФ кај што земав награда на Чернодрински. Ти после награда за млад актер? Да, за Декамерон. За Декамерон беше. Да. И после тоа ми побараа некое кратко интервју, нешто да напишам и сега си кажав јас таму, после дипломирање, значи така малку тажна, малку со револт во мене си кажав тоа што си мислам и дадов таму еден предлог и сите ми пишаа леле браво, на искреноста браво, никој за предлогот не ми зборна. Никој. И мене тоа најмногу ми е криво. Дека никој не ми го слушна предлогот. Мојот предлог беше, пак ќе го кажам, слушнете го. Давај! Мојот предлог е да се измешаат малку театрите. Прилеп, Битола, блиску се, не знам, Велес, Скопје, во Скопје има колку 5 театри, колку се. Што е важно дали ти ќе отидеш на работа во МНТ или во Драмски или во театар комедија? За истата плата играш, само се мешаат. Од исто место иде платата на крајот. Од исто место доаѓа платата. Ако еве за овие што се нели од блиските градови, некои си, не знам, патни трошоци, нешто ситно кое што државата тоа што ќе го инвестира, дупло ќе се врати. Пак и кај не одат парите. Не се тоа изгубени пари. Знаеш дека ти е супер предлогов. Фала ти. Значи, го поддржувам предлогот на Сара. Еве и Благица од позади камера го поддржува. Гласаме да се меша театрите, да има дружба. Да се мешаат театрите и да собирате млади. Да. Да, и да не дозволувате да се случува временски разлики на непримање глумци во театри, затоа што ќе си заминуваат, ќе се случува тај дупка на крајот на краиштата, ќе останеме без актери. Ете така. Да си знаете, да не бидите, ајде да не велам шо. Убав е предлогот на вистина и рековме дека веруваш дека ќе се случи за тебе нов театар, јас ти го посакувам од срце. Работиш нешто друго, мислам во план имаш нова улоѓа нешто? Немам нова представа. Филмче нешто? Јас што викам некој вака ме прашува што правиш и многу правам и ништо не правам. Испаѓаат по некои кратки проектчиња, нешто снимав некои видеа на Еразмус, за Еразмус некој едукативно проектче кое што беше значи, на македонски јазик. Ангажман за едукативни Не, сека има работа, јас таму сум. Снимав нешто за X Институт за комуникацијски студии, за ширење на дезинформации, па како дел од некоја анкета, бев ја на општинарката, такви некои кратки, па после... Беше ја на општинарката, ја на општинарката, ние да. овдека во Симаме исто општинар еден многу познат во редакција, Рики си го викаме. Рики. Да, и тој е дел од едукативни видеа, така да може да настани некоја соработка меѓу Рики и Јана. Може? Може, пошто општинарските работи се исклучително битни и треба да се интервенира што е можно почесто, за да би ги држале будни општинарите. Така.
Да, и од тоа па излезе после за Джифони, за кратките документарни филмчиња на средношколци бев во жири. И така по нешто излегува. веќе имаше жири искуство. Ама јас обратно одам, сваќаш, само што дипломирав, прво награда, И па одма после жири. представи, некако обратно. Се Чекај, одма чекај. жири, па после вработување. Кај мене обратно процесот И некако. се гледаш филмчиња 15, 20, 50 таму направени од средношколци и треба да ги оцениш. Да. Како оди та работа? Охрабрувачки, меко. Даваш конструктивна критика, нешто ако мислиш да Ма чисто па да им треба дадеш да даеш некаква насока, награда. ама пак па да, го наградуваш тоа што мислиш дека можеби е најкомплетно. Или имале некои имаше кои што не послушале баш, не ги послушале правилата кои што им биле дадени, туку скршнале малку, па и тоа го наградуваш затоа што Биле непослушни, биле бунтовни. да, ама и тоа Да. треба, не треба некој шаблон цело време да се прати. Јас кај нив гледам нешто. Стои сега малку, остаги децата. Ајде. Сакам да ти дам еден магнет. Заедно со урбанера има, да си го клаеш на фрижидер. Одма. И секој пат кога ќе го отвориш фрижидерот да ти текнува на нас. Готово. Дека едно пладне во недела, Пресватко. дури беа скроз празни улици, да си се собравме тука в студио во Отава и си снимавме емисија. Не знам дали може да го видите, бродче и на бродчето двајца. Никогаш нема да бидам сама во патувањето, мирно, брановидно, какво и да е, тераме. Стално треба баланс. Ета. А уметниците, особено глумците, нема нешто многу потреба од второт и самите во себе се едно 3/4, 7, 10, зависи колку карактери играш во моментот, колку активни представи играш. Да. Ако убаво е да си имаш другарче кај да одиш. Најбитно е. Поддршка. Најбитно е да си Да. имаш другарче кај да одиш и да имаш во секој време кај да се јавиш и Да. имаш во секој време да си викнеш некој на кафе дома. Да. Тоа е многу битна работа. Сара, мислам дека прошетавме низ музикава и низ театаров. Го чепнавме тоа алгоритмите, тамо што ги правиш или шо и да бе база на податоци тамо луѓе, дајте вработете ја срамота е девојка која што има земено награда да работи на компјутер фриленсер. Може Не го треба преочос- уште една да земам, па да не биде прва дека случајно е, зашто изгледа така, не ми донесе нешто, некакво изместување, некаква придобивка за сега. Не знам, може би мислат дека е случајно, па може треба уште една за да се даде некаква важност. Муабетов ми е Дека се штом случи. работиш ти дополнителна работа покрај тоа што играш представи. Значи имаш потреба од тоа, секој има потреба Така е. од финанси. Не може Да. човек на 26 години да се прашува неги 30 кај се дали ќе може на 30 си ги платиме сметките. Да. Ајде не Ништо да резимираме, да ме вработат. да останеме фини, да задржиме ниво. Да. Оти, ако се навратиме на тие теми на пожесток начин може да се реагира, Ама не, така ќе да биде. бидете. Јас верувам дека ќе биде и се си бива во право време. То нема, универзума не прави грешки. Да, се си бива во право време. Ама од една страна мора да се интервенира. Знаеш, не може да ќе биде. Океј, супер ќе биде, ама зошто не било вчера и зошто да биде по 5 години? Да, ама и не само за вработување, јас тоа го согледувам сега откако дипломирав, дека тоа е нешто кое што не учат на факултет. На факултет ни викаат тие што се добри, тие ќе работат. Вие што не се трудите, што не е ништо од тоа. Апсолутно Не е нема важно врска. колку си добар, нема да работиш. Нема да работиш. Ако сам не си ја најдеш работата, нема да дојде никој од дома да те земе. Апсолутно. Ајде да работиш. Може би некому се случува, мене не ми се случува, јас пишувам по луѓе. Не знам. Праќам си вија, сакам да работам со вас. Ако не сакам никој да се почувствува, еве и јавно го кажувам тоа, да се почувствува не знам како нападнат или се упикува, не се упикувам, сметам дека улогата на еден уметник е да си ја најде работата и ќе си ја најдеш само со искрен пристап
Сакам да работам, дали сакаш да работиш со мене, ајде да работиме, ајде да правиме нешто. Толку е едноставно. Јас немам никој ниткој да крене слушалка за мене, сама го правам за тоа за себе и не се срамам од тоа. И тоа е тоа. Ајде да работиме. Значи, сама си го тркала школцето, што би се рекла. И тоа така е. треба да биде. И треба да си упорна и треба да чукаш на сите можни врати. Оти навистина се согласувам дека никој нема да дојде дома да те викне и да ти рече Сара, ајде да може еден ќе те викне така, двајца може ќе те викнат така, ама сите останати треба на различен начин да си дојдеш до работичката и да си дојдеш до хонораро и платата и се што треба. Фала ти што ми гостуваше. Фала ти што ме викна. Беше многу убав муавето, беше и емотивен на моменти, беше и бунтовнички на моменти. И сега пееме уште една за крај. Ајде, чекај да најдам текст. Стој. Ајде да најдеш текст. Рековме? Гордата Мери. Гордата Мара на Прилеп би дошла. На Прилепски так, гордата Мара. Ајде, може. Left a good job in the city, working for the man every night and day. Ha! And I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, brown berry keep on burning. They're rolling, rolling, rolling on the river, and we're rolling, rolling, rolling on the river. Лайк, шер, сабскрайб и кој имаме можности мемберси да ни станите, се гледаме следна среда. Бај, 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 бај.